Почитувани, скандалот со САНОС станува сериозен. Постои основано сомневање дека преку оваа фирма се врши криминал со перење на пари и неоснован поврат на ДДВ. Оваа фабрика има само 3 вработени, а според најавите на Зоран Заев треба да произведе 70 автобуси. Сомнително и скандалозно. И повторно како по правило, и овој случај се врзува со името на Зоран Заев, кој што не само што ја посети фирмата САНОС, туку и најави дека ќе дава директно државни субвенции. Почитувани, бидејќи од институциите има молк, денес бараме Агенцијата за вработување јавно да ја потврди информацијата дека САНОС има само 3 вработени и со тоа да го потврди целиот сомнеж дека некој сака преку оваа фирма да прави криминал и да испумпува народни пари на име на државни директни субвенции. Според информациите од медиумите, Царината потврдила дека САНОС нема направено никаков извоз, што е уште една потврда дека САНОС не произведува нови автобуси. Ги повикуваме сите, вклучително и обвинителството, да отворат постапка за скандалот наречен САНОС пред да биде премногу доцна и пред да почнат неосновано да му се исплаќаат милионски износи на име државни директни субвенции, како што впрочем најави Зоран Заев. Мора да се застане на патот на матните сделки и одлевањето на милиони евра во приватните джебови. На потек се институциите, бидејќи граѓаните тоа ќе го направат на 15 октомври на локалните избори, кога ќе го испорачаат поразот на Зоран Заев и СДС, што ќе биде казна за нивното неодговорно и штетно владење.